I just like getting leather and looking for the light behind your eyes. Feathery drops falls from heaven, L-O-R-D forever. Your love behind. Radio Ravel 96 Welcome to the Taco Tiki Hut. You got the head of a stranger. Turn around and you will see a creature in a black bikini.
Radio Ravel. 96. Mail info@radioravel.com.mk.
Океј, се враќаме во студиото на Радио Равел. Ова беше темата Rock Me Baby од најновиот албум на господинот Владко Стефановски, Thunder from a Blue Sky. Блус албум кој утре ќе биде промовиран во летниот клуб Hard Rock. Како што најавив на почетокот на извесен поглед, господинот Стефановски го имаме денес во нашето студио. Здраво, живо. Добар ден, добар ден. Како сте денес, веројатно ден за медиумска презентација на концертот? Да, па беа и претходниве неколку денови за медиумска презентација. Не ми паѓаат тешко тие обврски. Човек е добро да стигне на време, кај што го викаат, инаку тоа не е ништо. Тоа е да се обради човек до јавноста, да ги информира луѓето што ќе се случува, кога ќе се случува. Ајде ние да ги информираме нашите слушатели. Албум кој Владко го најави уште минатата година на Блуз фестивалот во Скопје, летниот Блуз фестивал во клубот Колосеум. Мене ме интересира дали тогаш беше подготвен дел од материјалот или откако беше најавен дека ќе излезе Блуз албумот, тогаш седнавте да го сработите овој материјал? Не, иницијалната каписла беше поканата да земеме учество на минатогодишниот Блуз фестивал и седнавме и извежбавме неколку блуз numери, неколку теми и видовме дека тоа добро звучи, си реков зашто да не го снимиме како студиски албум. Така што прочепркавме, малце копавме и по некои други теми, по некои други идеи и можем да кажем дека скоро се што смисливме го сместивме на новиот албум и прилично сум задоволен од самиот процес на производство. Свиревме во живо, без наснимавања, не се служевме со играчките од современата технологија во смисла дека нешто да поправаме или да што е важно за преаранжираме. Па блузот треба да се отсвири во еден здив. Треба да се отсвири заедно, без многу мудрување, без многу мислење и без многу експериментирање. Тоа е музика на чувство, на момент и треба така и да се прави. Джоли и Дино како постојани ваши придружници во триото со гостите Јан Акерман и Дамир Емери, како оваа екипа се разбра меѓу себе? Па супер се разбравме, навистина. Мислам тоа се соработници со кои можеш уживање да соработуваш. Со Дино и Джоле 8 години патуваме низ светов, не го знам бројот на концерти што сме го отсвириле до сега. Навистина добро ни оди соработката и добро ни оди дружењето и хуморот и онака сме прилично кул односи имаме едни со други. Со Акерман на моје големо задоволство дојде во Скопје да снима во моето студио. Донесе своето име, презиме, гитара, некои играчки од педали и да не речем дека донесе многу скапа гитара на $200-300 долари и навистина ме почасти со неколку сола и со неколку ритам гитари, со неколку хармонии, со неколку, како да речем, брилијантни места на албумот. Кога сме кај гитарите, знаеме дека имате колекција на гитари. Дали за материјалот на овој блуз албум треба да се избере посебно некоја гитара која дава некој таков звук? Дали имате некоја фаворит гитара на која го отсвирате? Па целиот албум, да, имам фаворит гитара на која го снимав и верувате, не снимав блуз албум затоа што немав гитара за тоа. Дури пред 3 години од Загреб купив еден Стратокастер од 69-та година, кој е роден за свирење на блуз. И целиот албум, верувајте, со исклучок на две песни е снимен на Fender Stratocaster. Значи, таа гитара е кој ќе уклучиш у појачало и кој ќе отсвириш 2-3 акорда, ќе видиш дека е родена за блуз. Добро, меѓутоа не свири сама, треба да се отсвири. Добро, не свири сама, се разбира. Јас сум голем љубител, мераклија по гитари и со други зборови болен сум по таа прича и никогаш нема го задоволам својот апетит за купување нови гитари, за освојување на нови гитарски звуци. Стално мислам дека ми фали уште нешто за да го постигнам совршенството, меѓутоа совршенството не постои, убав е патот кон него, кон процесот, нели? Процесот е вреден. Така што навистина сум прилично, како се вика тоа, пребирлив, кога се прашање гитари, жици, магнети, појачала и така натаму. И за среќа моја многу пропатував и сум влегол во најдобрите гитар шопови на светот и ги знам како да работите, и знам колку нешто чини, знам колку нешто вреди, знам што да одберам, што да не одберам. Добро, ова е вашиот прв официјален блуз албум во кариерата, меѓутоа колку блузот како стил на музика се провлекуваше во текот на вашата поранешна кариера? Дали имате некое парче
во лепи сол во вашата соло кариера кој би можеле да кажете дека е блуз на некој начин? Ја ќе ви кажам, Aber dojde Donke од првиот албум, од вториот албум на Леви Што Сол, вториот блуз. албум, Па тоа е блуз, чист. Сите македонски овие традиционали кои сум ги отвирал на некој поинаков начин се уствари блуз. За мене си заљубив едно моме и да речеме со маки сум се родила и учи ме мајко караме, тоа се блузови, чисти блузови. Зборам во поширока смисла на зборот, во смисла на емоционалниот и како да речем, во смисла на тој пристап. Тоа е за мене чист блуз и ја го барам блузот во македонската музика и постојано сум го барал. Да, токму така, блузот е пристап дефинитивно, да. Да, се разбира, тоа е state of mind и state of soul на некој начин. Не се тоа само тие три акорди од блузот, мислам, се разбира и тие се најважни. Тоа е првата асоциација за сите кои кажеш блуз. И така и ќе го почнеме концертот без многу заобиколување. Значи директно со блуз. Тука неминовно се поставува прашањето црн или бел блуз. Па јас не ги делам, као што не ги делам луѓето на црни и бели или на жолти и црвени, така не го делам ни блузот. За мене добра музика е добра музика. Дали ја прават црнци или белци, навистина не е битно. Морам да признам дека јас до блузот стигнав преку белиот блуз, значи преку британскиот блуз и она што Џон Мейл го правеше со своите Blues Breakers, тоа ми беше поблиско. И така јас допрев до гитарите, на Ерик Клептон и меѓутоа има и после тоа човек кој ќе почне да копа, после ќе ископа други работи. Ќе видиш од кај тоа дошло, дека дошло од не знам, од делтата на Мисисипи, па дека дошло и во Чикаго и тој урбаниот блуз нивни, дека од тој урбан блуз чикашки се запалиле Ролинг Стоунс и целата британска сцена од тоа време. И ќе видиш уствари од каде тоа се почнува. И тоа е точно. И затоа старите блуз мајстори... Бел блуз, само да додадеме дека Џони, нашиот техничар, уфрли една фина консултација. Тоа е точно. И благодарни се и Muddy Waters, да речеме, што Rolling Stones си го прославија. Stormy Monday Blues. Значи тие влијанија се разбира големи и мене на пример ме фасцинираше една плоча од бел гитарист Майк Блумфилд, кој е американец, меѓутоа неговиот саунд мене страшно ме импресионираше кога бев дете и кога растев. Да не го споминјам Хендрикс, кој е црн гитарист, да речеме, меѓутоа белата публика го направи него господ на гитарата. Мислам, во Британија тој ја направи својата кариера. Така што можеме да збориме се за сите аспекти, што е добро тука, што не е добро. Некој може да каже дека белите музичари краделе од црните и дека ја имале неоколониалистички пристап кон таа музика, дека ја купувале, ја краделе и ја препродавале фактички, дека стално можеме да спориме за шоу бизнис, да збориме дека стално белите дечки ќе се продават. Дека белите дечки ќе ги земат парите, а дека црните дечки ги измислуваат работите. Најголема бела рап звезда е сепак Еминем. Најголемиот рок н рол стар сепак беше Елвис Присли. Значи сепак бели дечки. А чак Бери го измисли рок н рол, така збориме сега за така што можеме на оваа тема да утре сабајле. Не е тоа битно. Битно е што мене ме импресионира кај блузот. Тие три акорди се една... Тој 12 bar blues, што го вика, тоа е една таква форма, толку едноставна. Толку е длабока, веројатно. А при тоа толку пружам тепих како писта за полетување и за остварување на најлудите соништа и на најоткачените начини на свирење и на компонирање и така натаму. Затоа е голем блузот и рок н ролот, затоа се големи, затоа што големи се во својата едноставност. Да, кога сме што вика, извини, ја накремаш, што вика I would rather play 3 chords for 10,000 people than 10,000 chords for 3 people. Значи, да преведам сега, да не глумам англичанец, подобро да свирам 3 акорди за 10,000 луѓе, отколку 10,000 акорди за тројца. Тоа е една
шега. Да, кога сме веќе кај корените на блузот, нели, оној серијал од 7 филмови кои беа направени за славните блуз музичари кои веројатно носи историски во 20-тите години наназад, нели, кој започнал овој правец. Фантастични, нели, фантастични филмови под режисерската и продуцентската палка на Мартин Скорсезе, кој е инаку голем фан. Да, он и кој има направено многу добри и многу големи музички филмови. Да, последниот за Rolling Stones документарец. Не го гледав. Кој го жал, не го Кан. гледав. Вика дека бил страшен. Се надевам дека ќе дојде во нашиот кино, не значи, било, но тој серијал се разбира дека дополнително ме подгреа за да се свртам на оваа страна. Дополнително го гледав неколку пати на Телма, го вртеа многу пати, а и ги имам филмовите, ги имам на DVD сите филмови. Добро, внатре е очигледно дека кога барем станува збор за текстовите, барем обично тие легендарни блуз музичари од почетокот разработувале социјални теми, изгубени љубови, кои се темите кои Владко Стефановски трио ги обработува на овој блуз албум. Јас што се однесува до текстуалниот дел. Јас се поведов по тоа што сум го слушал како дете. Значи тоа што ми дошло до мене како дете, тоа беше единствениот критериум. Песните да ги знам, не прв пат да ги слушнам сега па да ги учам, туку нешто што сум слушнал како дете. И тоа ми беше единствениот патоказ. Значи све што дошло до моите уши, што ме фасцинирало и што ми се допаднало, сето тоа го отсвирав. Копајќи по текстовите, симнувајќи ги тоа, значи знаеш некој рефрен, ама не ги знаеш целите текстови. Да. Симнувајќи ги од интернет и учејќи ги текстовите, сватив за колку длабоки спиритуални за колку длабока спиритуална димензија имаат тие текстови. Навистина прекрасна поезија има во тие текстови. Се разбира, во главном е тага за изгубените љубови и во главном е она како да речам сиромаштија, unbroke, немам пари, ме напушти девојката, што ќе правам сам на светов. Тоа се основните прашања. Добро, одговорите ќе ги видиме утре вечер на свирка, нели? Да. Океј, пред да преминеме на утрешниот концерт, сепак да се навратиме на вашата турнеја низ Хрватска ова лето, колку свирки свиревте, како помина овој материјал кај странската условно публика, нели? Да, помина феноменално, верувајте, се бараше карта више во сите места кај што свиревме, беше преполно и луѓето откачија тотално на она што го свиревме од блуз материјалот. Оние мал број албуми што успеавме да ги чисто промотивни, луѓе се грабаа за тие албуми и навистина беше прилично драматично и прилично густо. Имавме 5 феноменални концерти со Акерман, а имавме уште едно 20 на концерти со моето трио. Имав еден концерт со Тадич, имав 2 концерти со Теодоси Спасов со Филхармонијата од Софија, имав 2 солистички настапи, значи сам со гитара, на гитар фестивал во Никшич и на гитар арт фестивал во Нови Сад. И настапувавме на етно фестивали, на джез фестивали, на блуз и рок фестивали, значи стварно свртевме еден неверојатен круг. Бевме на Лент фестивал во Марибор, бевме во джез фестивал во Карловац, бевме на етно фестивал во Суботица. Прилично густо беше. Прилично густо и драго ми е што еве летово ќе можам, се надевам, во голем стил да го завршам дома, во Скопје, пред скопската публика, која е прилично софистицирана и затоа што е разгалена, гледајќи ги сите големи звезди на джез фестивалот, на Скопскиот джез фестивал, на Оф Фестот, на овие други фестивали кои се случуваат и конечно полека еве доаѓа и по некоја голема звезда како Лени Кравиц и за да на некој начин ги подигне стандардите или да ги сите заедно да ги подигнеме стандардите на нашата работа и на нашето делување. Според пресконференцијата пред 2 дена изјавивте дека сепак нема да биде само соло блуз материјалот, туку ќе се навратите на некои теми од Па се разбира, јас ќе тоа е поради разгалената првиот дел од концертот. Не, првиот дел од концертот ќе биде блуз, за вториот дел од концертот да направиме паралела. Значи прво ќе свириме блуз, а после ќе свириме македонски блуз. Затоа што би сакал да ги просвириме и темите кои ги свириме кога патуваме надвор. Значи имаме некакви љути обработки на некакви теми македонски и имам конечно некој greatest hit што во животот сум ги направил и зашто да не ги отсвирам. Тоа ми личи на 2-2,5 часа добра свирка. Па можеби ќе биде околу 2 часа, да. Супер. Не, ја би сакал да биде гала затоа што
ретко свирам во Скопје и стварно сакам да давам се од себе и да пружам се од себе за да можам утре на рад да се прошетам низ градските улици, да седнам да се напијам капучино као човек. Каков е фидбекот сега за сега од новиот материјал? Веројатно добивате реакции. Добар, добивам мејлови, да ви кажам, фановите се одушевени. Добивам од моите фанови стварно мејлови, добивам и ми се јавуваат и луѓето се одушевени, поготово оние блуз луѓе што имаат, што знаат што е блуз. Да. А инаку се разбира како и секаде во секое жито има и малку, како се вика тоа? Како? Не знам како се вика на македонски тој збор. Значи, ќе се најде по некој паметен кој ќе се обиде да го критикува тоа што ниво сон не може да го направи. Океј, посакувам добра свирка утре вечер во Hard Rock. Ви благодарам, ве поздравувам вас од Радио Равел и вашите слушатели и само би ве замолил, односно би ви препорачал да продолжите да негувате добра музика, знам дека пуштате добра музика. Продолжете со тој стил за да застанам кога ќе мотам по станиците да направам стоп кога ќе дојдам до вас. Ова јас не го барав, ова беше не, честно, имате добри емисии со многу добра музика. Океј, благодарам. Уште еднаш утре вечер во Hard Rock 22. Утре вечер во 22 ќе почне свирката. Препорачувам да луѓето да дојдат малку порано да може да си го најдат своето место и да се напијат по една пијачка пред да излеземе да свириме и да уживаат во тоа што ќе им го понудиме. Благодарам за учеството денес. Ви благодарам и вам. Океј, нормално за заокружување на овој интервју со Владко Стефановски, уште една тема од неговиот блуз албум Хучи Кучи Мен. Одиме. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be the son of a gun, he's gonna make all these pretty women jump and shout, the whole world's gonna wonder what it's all about. Lord, I'm here. Everybody knows I'm here. 'Cause I'm a hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a little jar in the comfort room, baby don't you mess with me, I'm gonna mess with pretty women, gonna grab them by the hands, whole world's gonna know I'm a hoochie coochie man. Lord, I'm here. Everybody knows I'm here. 'Cause I'm a hoochie coochie man.
seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, seven doctors say, you know he was born for luck. Baby, can't you see? I got $700. So don't you mess with me, Lord, I'm here. Everybody knows I'm here. 'Cause I'm a hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. FM. Inspiracija, inovacija, inteligencija, во совршен баланс. Новиот Hyundai i30. Ние се движиме поблиску до вас. Hyundai, drive your way. Започнете ново патување со горивото биодизел B6 без сулфур. Патувајте во согласност со природата со горивото составено од 94% евродизел и 6% биодизел. Ново биодизел гориво B6 БС и за возилата според Евро 5 нормите. Само на бензинските станици на Мак Петрол. Тиквеш. Врвно. Од Македонија. Во центарот на Скопје, единственото специализирано училиште за француски јазик. Во центарот на Скопје, курсеви за француски јазик за сите возрасти. Со Жан-Жак Русо, поблиску до Париз. Специализирано училиште за француски јазик Жан-Жак Русо. 3212-791. Ravel. Welcome to the Taco Tiki Hut.
got the head of a stranger. Turn around and you will see a creature in a black bikini. Пред да одиме со флеш вестите во 14 часот, најава и за она што на културен план се случува во Битола, именно со меѓународна изложба на уметнички фотографии под наслов Лица. Вчера започна Битола отворен град, 7-миот меѓународен младински арт фестивал. На изложбата има дела на фотографии од Аргентина, Словенија, Бразил и од Србија. За време на фестивалот ќе продефилираат гости од 30 земји во светот, учесници на меѓународната изложба на современи карикатури, сонувања, потоа изложба на мейл арт, ревија на краток видеоарт, улични свирки и други манифестации со европски дух, истакна на средбата со новинарите извршниот менаџер на Младинскиот културен центар од Битола Сашо Додовски. За време на Младинскиот арт фестивал ќе се одржи и 4-тиот меѓународен волонтерски летен камп со учество на волонтери од САД, Франција, Полска, Србија, Велика Британија, Германија, Белгија, Хрватска и Јужна Кореја. Генерален спонзор на манифестацијата трета година поред е Космофон. You are not gonna see them ever.
We've all been changed from what we were. Our broken hearts left smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you. FM. По 6 дена, магазинот Форум, повторно на трафиките. Проверете зошто. Ravel.
suburban days, they last so long. In shops and office, we sing our song, we all sing. We ain't got nothing, nothing to do. A big fat nothing, nothing for me, nothing for you. Suburban dreams, just out of reach. Work till you die, that's what they teach you at school. With that in mind, what's there to lose? My friends and I looked up on TV flags and news. Oh, hear them all singing. Hear the words that you forgotten. So we will not play tonight. Coming out of the shadows. Yeah, we rock the satellites. Suburban nights, they get so hot. People get angry. We sing our song, we all sing a global terror. They say we are at war, but I ain't got time for that 'cause those bills keep dropping through my door. Hear them all singing. Hear the words you've forgotten. All these people who criticize us, well, they're only saying what we're seeing with our own eyes. This one-way system, it ain't paradise. Not everybody wants to race, wants to fight. Hear them all singing. Hear the words that you've forgotten. But we will not play tonight. Coming out of the shadows. Yeah, we rock the satellites. Hear the words that you've forgotten. Like to take a cement fix in the Sandy Cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, 2 pence to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Anyone who lives and scream, hang him on my wall. Anyone who's still a scream and fill the barn
enough when he's fast asleep. Send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, he's sure to think of me and you. He'll think about paint and he'll think about you. What a jolly boring thing to do. Anyone who looks to scream, hang him on my wall. Anyone who's silver screen can fill the bar to call. Anyone who looks to scream, hang him on my wall. Anyone who's silver screen can fill the bar to Radio Равел 96. Флеш. Равел Флеш. Подготвеност за унапредување на воспоставената добра билатерална војна соработка изразија денеска началниците на македонската и српската армија Мирослав Стојановски и Здравко Понош. Челните луѓе на двете армии на средбата во Белград разговараа за конкретни облици на соработка, учество на заеднички војни вежби и размена на искуства. Во текот на денов се очекуваат официјални информации за причините за авионската несреќа што се случи вчера напладне во близината на Охрид, во која загинаа 4 лица при уривањето на авионот Цесна со ознаки Z3DCV на пилотската академија Скопје Ер. Загина пилотот и собственикот на академијата Славчо Георгиев и уште тројца патници. ВМРО ДПМН денеска го повика председателот на државата Бранко Црвенковски прецизно да одговори какви се неговите позиции во врска со спорот со Грција за името и со каков план има намера да го